Добро вечер, почитувани гледачи, 17:10 ново издание на ваш термин. Тука сум јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Периќ и денешниот доктор кој што е задолжен за денешната тема која што ќе обработуваме денес, која веќе со мене во студиото. И се надевам дека и денес ова сето што ќе го говориме на оваа тема ќе биде многу корисно за вас, уште повеќе што ќе говориме на една интересна тема. Станува збор за фреквенциите и вибрациите како основен физички концепт во настанувањето и лекувањето на многу заболувања. Значи, вибрациите и фреквенциите, само да појасниме, тоа е дел од квантната медицина или биофизичката медицина, биорезонантната терапија, за кој што во следниве 2-3 минути ќе слушнете еден прилог. Се надевам дека накусо ќе биде објаснето што се подразбира под квантна медицина. А за денешната тема е одговорна доктор Албена Манева-Крстевска, која што е специјалист ортопед, дипломиран хомеопат и долги години веќе се занимава со квантна медицина, односно им помага на луѓето за да ги надминат своите заболувања, а исто така ја користи и во превенцијата кон одредени заболувања. Се надевам дека ќе бидеме интересни, ќе наследите, ќе останете до крај со нас, меѓутоа за почеток да го слушнеме прилогот кој што е подготвен за квантната медицина, а потоа се враќаме во студиото да го започнеме разговорот. Квантно-информативната медицина е нова гранка на медицината и заедно со класичната медицина и со најновите сознанија по биофизика и електроника е составен дел од интегративната медицина. Таа всушност ги детектира сите промени на изглед здравиот како и болниот орган. Тоа го прави со голема прецизност, дури и кога се работи за најмали промени на клетките, така што овозможува навремена терапија. Квантната медицина е гаранција за добро здравје, во смисла на превенција, диагностика и терапија на многу заболувања. Научниците ја имаат прогласено квантната медицина за медицина на иднината. Таа користи неинвазивни методи во диагностицирањето и терапијата без контраст, зрачење и затворен простор. Значи потполно е безбедна и комфортна за пациентите. Со холистичкиот пристап, пациентот се гледа како целина, односно се лекува човек, а не некое растение. За краток временски рок се добиваат голем број информации за здравствената состојба на пациентот, за сите органи и органски системи. Се темели на биолошката резонанца, така што секоја клетка представува електромагнетна единица која испраќа електромагнетни бранови како резултат на биохемиските процеси кои се случуваат во неа. Кога нормалното електромагнетно поле во клетките ќе се наруши, се менуваат и процесите, и тоа доведува до заболување. Промените прво настануваат во меѓуклеточната комуникација. Тоа е така наречената информативна фаза, која преминува во енергетска. За подоцна да настанат евидентни промени во лабораторијата се до појавата на болеста, која може да ја диагностицираат и ултразвукот и другите апарати. На кој начин се чита здравствената состојба во организмот? Биорезонантниот и термовизискиот скенер се совршени достигнувања на квантната физика за согледување на здравствената состојба на организмот. Се диагностицираат сите промени на електромагнетното поле и брановите, како и прекинот на информациите на клеточно ниво. Биорезонантниот скенер не само што ја диагностицира болеста во фазата кога се уште нема органски промени и не ја можат да ја препознаат ултразвукот, скенерот и магнетната резонанца, туку тој може истовремено да замени неколку специјалистички прегледи, разни снимања, тестирања и лабораториски анализи. Што е најважно, повеќе нема зрачење. Оваа единствена диагностичка апаратура може да ги следи сите етапи и премини од здравје кон болест, врз основа на промените на електромагнетните особини на ткивата, на одделни клетки и хромозоми. На докторите им дава многу информации, до најситни детали за присуство на бактерии, вируси и паразити, како и на алергиите, воспалителните и дегенеративните и други процеси. И сме повторно назад во студиото. Се надевам од овој прилог кој што го подготви мојата колешка Билјана Талевска
дознавте нешто малку околу тоа што значи квантна медицина, меѓутоа затоа денеска решивме да говориме малку за оваа тема, да ви појасниме нешто повеќе, односно доктор Албена е тука да ви појасни нешто повеќе како се применува оваа квантна медицина, односно како фреквенциите и вибрациите делуваат врз нашиот организам и во однос кога станува збор кога настануваат оние нарушувања и пореметување во организмот па се појавуваат заболувањата, а и во однос пак кога станува збор кога се користат тие вибрации и фреквенции во лекувањето на одредени заболувања. Доктор Албена, ти посакувам добре да уште еднаш во ваш термин и тебе сонце. Ви благодарам многу и мене секогаш ми е драго кога гостувам кај вас. Мислам дека темата ќе биде интересна за нашите, за оние што не гледаат и не следат. Јас сакав да дадам еден друг аспект на тоа што значи здравје, зашто настанува заболување и како може тоа да се отстрани, малку на подруг начин отколку тоа што се прави во званичната медицина. Така. И би сакала и моите колеги да повеќе размислуваат во тој правец, затоа што 21 век, век на квантната физика и квантната електродинамика. Науката оди многу напред, меѓутоа медицината некако не оди баш многу во склад со науката. Така. Барем јас така сметам. Така, долго време ја работите биофизичката медицина. И сметам дека треба покрај тоа што светот оди напред со големи чекори, луѓето се све повеќе болни. Болниците се полни со болни луѓе, амбулантите се полни и дали некој си поставува прашање зошто? Затоа што ние би требало, за да сме здрави, да живееме во хармонија. Значи во хармонија во себе и во хармонија со околината. И би требало да се придржуваме и да ги почитуваме законите на универзумот, затоа што ние сме дел од универзумот. Така. Не знам дали луѓето тоа го знаат. Може би некој смета дека се тие центар на светот. Меѓутоа, тоа е напишано илјадници години пред нас и кажано е дека во колку сакате да го осознаете универзумот, треба пред се да осознаете себе си. Ние сме фрактал на универзумот. Значи, све што е во универзумот го има и кај нас. Само треба да се спуштиме на најниското ниво и да видиме како ние функционираме. Значи, ние не сме машина, нити сме хемиска фабрика. Значи, што произведува хормони, што произведува ензими, што произведува неуротрансмитери. Сега, ако нема нешто, па ние сега ќе му додадеме. Треба да видиме зошто тоа се случува во организмот и како можеме да му помогнеме да тој влезе од дисхармонија во хармонија. Значи, тоа е основното зошто треба да знаеме како ние функционираме. Значи, кога организмот веќе влегува во некоја дисхармонија, тогаш почнуваат да се случуваат сите нарушувања и нели понатаму и заболувањата. Да, меѓутоа не во тој правец да тоа го третираме како некоја кола што се расипала, па сега треба, знаете, тој дел е расипан, па чекај ќе го замениме со друг. Тоа така не функционира. Во природата така не функционира. Значи, што рекол Тесла? Тесла рекол дека во колку сакате да го осознаете универзумот, да ги откриете тајните на универзумот, треба да размислувате во правец на енергија, фреквенции и вибрации. Знаете, Тесла е голем човек. И тој осознал многу работи кои сега ги користи науката, се надевам во корист на човештвото. Не против човештвото за уништување. Мислам, и тој затоа и се борел да тоа не дојде во рацете на луѓе кои се деструктивци. За да го уништат човештвото. Значи, во колку ги знаеме тие закони, ние можеме навистина многу комотно и здраво да живееме. А за да знаеме дали сме болни или здрави, треба да знаеме што е здравје.
нели така? Затоа што ние не значи дека сме болни ако имаме само температура, или ако има нешто не боли, или ако имаме, не дај Боже, некое тешко заболување, како канцер или нешто друго слично, некој хормонален поголем дисбаланс, пореметување на тирената. Значи, тоа не значи дека ние само тогаш сме болни. Значи, здравието, како дефиниција која го дала Светската здравствена организација, значи потполна, значи телесна, духовна и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или отсуство на инвалидност. Значи, ние треба да се замислиме дали сме здрави во колку имаме несоница, во колку сме нервозни, во колку сме љубоморни, во колку сме деструктивни, и тогаш не сме здрави. Значи, ние можеме телесно да сме здрави, меѓутоа психички не сме здрави. А психата има големо влијание пак врз физичкото здравје. И тука се е поврзано. Ајде вака да објасниме на почеток што е квантна физика за нашите гледачи, така да им ги разјасниме овие поими накусо. Значи, квантна физика представува електромагнетна интеркомуникација на субатомско ниво. Така. Тоа значи квант е единица на енергија, а фотон е единица на електромагнетно поле. Значи, најмалата можна единица на енергија. Значи, енергија и материја е едно и исто. Значи, поминуваат материјата и енергијата во дел од секунда може да поминат од еден во друга форма. Значи, материјата е само енергија со голема густина на електромагнетно поле. Значи, тоа е материја. Значи, фактички ние сме сите енергија. Така. Енергија и материја. Така. И така функционираме, и така треба да имаме пристап и кон животот, и кон здравието, и кон болеста. И сега да одговориме на прашањето зошто ние сме толку болни. Така. На што се случува? Што се нарушува во нашиот организам? На толку што имаме услови кои порано не ги имаме. Така. Болни сме затоа што живееме во хаос. Значи, место да живееме во хармонија, ние живееме во хаос, сме изложени на големи притисоци, големи стресови. Значи, место да уживаме во природата, да основната фреквенција на универзумот е љубов. А ние живееме во омраза, во трка за пари, во љубомора, во трка за власт. Значи, во трка за престиж. Во хаос и безредие. Да. И така ги воспитуваме и нашите деца, и затоа нашите деца и се разболуваат. Затоа што ние сме еден енергетски систем, многу сложен, кој се состои од не знам колку билиони, трилиони честички, огромен број на честички. Како и целиот свет околу нас. Фактички таа е основна честичка, трепери. Тоа се вика вибрација. Значи, таа штом вибрира, значи формира, таа има свое електромагнетно поле. Значи, има своја специфична амплитуда, фреквенција. Така. И должина, нели? Значи, секоја честичка има своја специфична фреквенција. Меѓутоа има некој опсек во кој таа резонира. Тоа не е траен опсек. Значи, тој може да биде под влијание на некоја друга, значи фреквенција и може да се промени. Така. Меѓутоа, кога две честички кои зрачат, значи електромагнетни имаат своје електромагнетно поле. И кога двете електромагнетни полиња се судрат, односно влезат во комуникација, во колку се тие во исти опсек резонираат. И на тој начин информацијата се пренесува. Значи, каква ќе биде реакцијата зависи од тоа, значи, дали ќе се појача електромагнетно честичка, дали ќе се неутрализира, дали нешто ќе се смени. Значи, зависи од тоа кој е посилен и дали се во исти опсек. Значи, во колку честичките не резонираат во исти опсек, тие не разговарат на исти јазик и тогаш не може да ги разменат информациите. Тогаш настанува проблемот? Проблемот е
во комуникацијата. Значи, во комуникацијата. Значи, ние имаме, за да функционираме добро, значи треба да имаме добра комуникација во организмот Така. и добра комуникација со околината. Сите тие честички кои резонираат, кои вибрираат во нашиот организам, значи имаат своја резултантна фреквенција која дава, значи резултантна фреквенција на целиот организам. Значи одреден орган има своја опсек на фреквенција, да речеме панкреасот, црниот дроб, значи мозокот и така. Меѓутоа сите тие заедно даваат една резултантна фреквенција во која организмот резонира и тој има своје електромагнетно поле. Значи тоа електромагнетно поле се вика уште аура. Меѓутоа таа енергија која се движи и која е во основа на све она што се случува во организмот, се вика витална сила или према кинеската традиционална медицина чи енергија или према индиската е прама. Така да фактички тоа е една енергија витална која дава живот на нас и на сите живи суштества. Значи, поинтата е да ние имаме витална сила, онаква како што треба да имаме за да нашиот организам нормално функционира, за да не се значи, таа треба да биде во хармонија. Така. Јас ќе ви кажам и едноставен пример за да можат луѓето да сватат зашто се работи. Така. Значи, вие замислите еден тон, музички тон. Тој музички тон има одредена фреквенција. Ако му промените фреквенцијата, тоа нема да биде тој тон, ќе биде некој друг. Так. И сега да кажеме, замислите еден голем оркестар. И секој има многу инструменти и секој си свири својата музика. Меѓутоа, кога ќе свират сите заедно, значи, и ако тоа е во хармонија, Тоа звучи добро. Звучи добро. Така. Сега, секој оркестар има и диригент. Нели така? Значи, диригентот дава ритам. Во организмот тој ритам го дава ДНК или дезоксирибонуклеинската киселина. Значи, знаете она спирала. Да. Значи, дезоксирибонуклеинската киселина и клеточната мембрана се тие што примаат ритам и даваат ритам. Значи, тие имаат своји партитури и знаат што треба оркестарот да свири. Така. Сега, во колку некој инструмент, значи свири фалш. Диригентот тоа го регистрира и му кажува коригирај се. Значи, тоа е, така функционира. Значи, во колку има хармонија и во колку сите свират, си ја свират својата музика заедно, значи тогаш е тоа во ред и тогаш има добра комуникација. Да речеме, ако тој свири фалш и диригентот му века немој тоа да го свириш, тој упорно тоа го свири, значи ќе имаме дисхармонија. Така и тогаш почнувате и да се тогаш организмот, тука е одбранбениот систем на организмот, значи, тогаш кој реагира, така. Кој реагира и првата реакција е адаптација, значи прилагодување. Ако таа музика е многу силна и не може тоа да се некако прилагодиме на тоа, значи тогаш настанува дисхармонија и тогаш одбранбениот систем во зависност од организмот, значи од неговите предиспозиции, значи реагира на одреден начин и таа реакција ние гледаме како симптом. Фактички, реакцијата на одбранбениот систем ги дава симптомите на болеста. И во оваа медицина, квантна медицина, значи медицина која се бави, која го гледа организмот од призма на енергија, како едно енергетско, доста комплицирано битие, значи тој треба да ги прати симптомите, а не да ги пригушува. Тој ги прати симптомите за да може да види од каде доаѓа проблемот. Вака се одвиваат работите. Така. Значи, ние можеме да влеземе во дисхармонија од многу причини.
Значи, треба да знаеме дека нашето битие се состои од 3 слоеви. Секојаш природата она што е најбитно и најчувствително го чува некаде што може подлабоко. Така. Значи, тој слој, најдлабок слој, тој е нашиот духовен, односно ментален слој. Значи, доктор Албена, дали духовното е тоа најважното кај нас? Па најважното е. Што тоа е кога нашата мисла. ќе почне тоа да се пореметува, тогаш да, се случуваат суштината сите, на нашата така. свест. Тоа е свеста и нашата подсвест. Значи, тоа е она што најмногу го чува. Значи, во колку вие на ментално ниво имате пореметување, тогаш е најголемата деструкција на организмот, на едно суштество. Потоа, наредниот слој, тоа е емоционалниот слој. Значи, тоа се нашите емоции. Така. Стравови, потоа љубомора, завист, омраза и така натаму. Значи, напрегнатост, напнато што викаат и така натаму. Значи, емоциите. И потоа следува телесниот, физичкото ниво. Так. И секогаш тука има хиерархија. Значи, во универзумот постои хиерархија и кај нас постои хиерархија. Така. Значи, кој од органите се на периферија, тие се помалку важни, односно важни се, меѓутоа не се витално важни. За разлика, да речеме, од мозокот, значи ако има оштетување големо или на срцевата функција, пример, значи тоа, или помалку се важни парните органи, затоа што со еден орган некако можеме, отколку непарните органи. Така да секогаш таа витална сила секогаш се движи од центар кон периферија. Значи, се стреми струењето да го пренасочи кон периферија, кон све по-малку важните органи. И што се случува? Значи, во текот на значи, се јавува симптом. И организмот, да речеме, се јавува на емоционално ниво. Значи, дали ќе се јави на емоционално, дали ќе се јави на ментално или на физичко ниво, значи зависи од нашата конституција. Така. А нашата конституција зависи од нашето наследство, од нашите предци. А зависи од тоа дали тие предци боледувале од нешто и како биле лекувани. Значи, според основоположникот на хомеопатијата, значи еден гениален научник Ханеман, значи тој последната негова книга била за мијазмите. Значи тоа се оние флеки или она наследство кое доваѓа, онај запис од нашите предци кои се пренесува од генерација на генерација и тој ги поврзува со некои венерични болести. Така да кои не биле адекватно лекувани и кои остануваат како запис и потоа од тоа зависи и вашата конституција и тоа како вие реагирате. Дали ќе биде телесното ниво прво во реакција или ќе биде емоционалното или менталното ниво. Значи, дали ќе доминира деструкција, дали ќе доминира продукција, ме разбирате, дали ќе доминира воспалителен процес. Значи, тоа е доста сложено али објасниво и ако разберете логиката, можете многу на луѓето да им помогнете, затоа што све е минливо, све може да се коригира. Значи, се коригира преку одредени фреквенции, ако ги промените, успеете да ги промените електромагнетните бранови, односно како одредени частички резонираат, значи вибрираат и резонираат. Така. Како настанува една болест во организмот? Каков е тој процес? Што се случува? Почнавте да објаснувате како првин нели дел по дел во организмот почнува нели првин мисловниот процес, значи се нарушува, значи емоциите и потоа дури почнува првин психичкото, на психичко ниво се случуваат промените, а потоа преминуваат. Не секогаш. Не секогаш? Не секогаш. Значи, како настанува болест? Значи, болеста настанува како пореметување во комуникацијата. Ево ќе ви кажам сега. Ние
Јас сум завршила медицински факултет, учевме анатомија, физиологија, патофизиологија, микробиологија и така натаму. И сето тоа и учевме дека нервниот систем е тој што спроведува импулсите, движењата. Меѓутоа, не учевме квантна физика. Така. И сега учевме како по нервите се спроведуваат импулсите, одат таму до мускулите и тие контракција се. Меѓутоа, импулсите одат со 20 метри во секунда. А хормоните прво треба да се излучат, па да одат по циркулацијата до органот кој треба да има одредени рецептори за да ги прифати. Тоа е доста споро. Меѓутоа ние реагираме брзо. Значи, има некој друг систем. Значи, друг систем кој нас не анимира, кој ни овозможува брзо да размислуваме, брзо да се движиме и тоа брзо да реагираме. Значи, покрај тоа има друг телекомуникацијен систем, за ова што кажував. Значи, има витална енергија која ги анимира сите работи и која е во позадина на сите биохемиски процеси. Значи, таја кажува, значи, биофизичките процеси претходат на биохемиските процеси. Затоа има предност ова енергетска медицина, затоа што таа може, значи, да види, да открие одреден биофизички процес или одредена конституција и склоност кон одредено заболување пред тоа да се јави. Така, уште тоа е навистина голема предност. Уште пред да се диагностицира со овие класични методи во медицината што се употребуваат. Класичните методи се во ред, меѓутоа тие може да откријат диагностицираат веќе кога постои заболување. Кога постои заболување. Така, да не може да го откријат пред тоа. А пред тоа се јавуваат одредени симптоми, да речеме замор, губење на концентрација, одредени болки кои се јавуваат, исчезнуваат. Знаете, одредени промени чувства организмот. А одите на испитувања не покажува ништо, велат севорет. Не покажува, ќе покаже покасно. Значи, ќе покаже покасно. Меѓутоа, тенденцијата е да не одиме до тука, да го спречиме на време. Така. Меѓутоа, со оглед на тоа дека долго време работите со квантната медицина и во однос на превенцијата, меѓутоа знам дека и работите и во однос на лекување на многу заболувања. Како пак тука сега делува биорезонантната терапија, фреквенциите, вибрациите во однос на лекувањето еве кога веќе ќе настане едно заболување? Кажавме дека со третирањето во однос на квантната медицина може да се открие нели уште пред да покаже некое заболување во однос на оваа традиционална медицина која што нели се применува секаде и кај нас па и во светот, меѓутоа, што кога ќе се појави заболувањето? Еве, доаѓаат кај вас пациенти со веќе диагностицирано заболување од страна на традиционалната медицина, со оние традиционални класични испитувања. Како потоа со овие вибрации и фреквенции се доведува ли во ред организмот? Може ли да се излекува? Знаете како, не секогаш. Така? И ќе ви кажам зошто. Затоа што... Од што зависи? Вака сега. Значи, луѓе кои бараат помош, што се вика алтернатива, она што не е класична, да разјасниме што е класична медицина. Значи, класичната медицина оди контра симптомот. Значи, имаме симптом и даваме го лекуваат симптомот. Хемикалија која оди контра симптом го маскира. Значи, симптомот. Сега, тоа може да бидат антибиотици, може да бидат аналгетици, може да бидат антидепресиви и така. Све е анти. Значи, анти. А холистичкиот пристап го бара симптомот, за да може да открие каде е центарот, за да може на центарот да делува и така симптомот да се повлече. Значи, тоа е, мислам, огромна разлика. Во пристап. Во пристап на лекувањето. И во размислување, мислам, сосема е различно. Сега, во колку вие одите анти симптомот, организмот соодветно реагира. Односно, одбрамбениот систем, значи, тој
значи тој начин на лекување, значи некогаш и хомеопатијата знае да направи така, значи може да направи маскирање на симптомот, Така. кој не е добро. И сега ќе ви кажам зошто. Затоа што одбранбениот систем реагира на таа дразба, на таа интервенција реагира како на некој напад. Значи, дава одредена реакција. И ако одредениот лек го маскира, ево, да кажеме имате кожно заболување. Може да кажам примери кај децата. Така. Има осип, кој се повторува. Му дават, значи, лек, значи го сваќа тоа како алергија, му дават одреден лек за тој осип да го снема. И родителите се презадоволни и осипот го нема. Така. После извесно време, детето добива астма. Меѓутоа, тие не го поврзуваат едното со другото. Зошто добива астма? Затоа што тие симптоми се потиснати, значи потиснување симптоми ке супресивна терапија на подлабоко ниво. Значи и во колку вие продолжите, значи ќе имате можда и кардиоваскуларни проблеми или ќе имате други проблеми или ќе го потисните на емоционално ниво, па детето станува многу вознемирено, па станува нервозно, па се јавуваат други проблеми. Значи тенденцијата е да се извлечат, да се енергијата да делува секогаш од внатре према надвор. Ако вие потисните према внатре, од надвор према внатре, тогаш може да биде оштетен орган кој е поврзан, значи со одредениот симптом, со органот, да речеме, кожата може да биде поврзана со нервниот систем. Значи многу е често, значи тоа оди по линија на ембрионалните листови. Так. Значи во развојот на ембрионот имаме ектодерм, мезодерм и ендодерм. И одредени органи потекнуваат од одредени листови и тие во текот на животот после се поврзани. Речеме, ако еден орган од ектодермот има дисфункција, може да биде, ако го потиснеме симптомот, да оди на друг орган од тој ектодермален лист. Во суштина, да појасниме дека конкретните лекови прават некое друго пореметување во нашиот организам, иако можеби ги лекуваат оние симптоми кои што сме можат, меѓутоа предизвикуваат некој друг проблем. Да, можат, да речеме, ево да пример со антибиотикот ќе да кажам. Значи антибиотикот, да речеме, имаме пациент со температура, болки во грлото, се открива дека има одредена бактерија, се прави антибиограми, се дава антибиотик. Во колку човекот има добар одбранбен систем, тој антибиотик може, значи, да го врати организмот во нормална функција. Значи, одбранбениот при бактерија, да речеме, бактеријата која почнала да се развива, а се развивала затоа што се створиле одредени услови, тоа ќе ви кажам. И таја предизвикува одредена реакција на организмот. Значи реагира со температура, болка во грлото и така натаму. Меѓутоа, во колку во тој случај одбранбениот систем на организмот е изместен, неговите опсек на вибрација се поместени. И ако антибиотикот тоа го врати назад, значи вие ќе оздравите без никакви последици. Меѓутоа тоа се случува ако вие сте доста здрави. Так. Меѓутоа ако вашиот одбранбен систем не е во ред, значи луѓе кои долго време боледуваат или деца кои често настинуваат. И уште кога ќе додадете антибиотик? Ако додадете антибиотик, може, значи да не може да се врати назад и уште повеќе дисбалансот да се зголеми и тогаш ако бил стафилокок, например, давате антибиотик, нема подобрување. Значи, се зема антибиограм, се најдува друга бактерија, протеус. Така. И сега тие се мислат зошто, од каде дојде. Не дојде од никаде. Значи, бактериите, према законот за полиморфизам,
во зависност од средината во која се наоѓаат, тие преминуваат од една форма во друга и стануваат све поагресивни и поагресивни. Значи, средината е важна. Значи, дали е алкална, дали е кисела, како ви е вашиот емоционален статус. Се знае дека одредени симптоми се јавуваат, одредени заболувања, да речеме, се јавуваат кога вие сте најмногу слаби, да речеме, под емоционален стрес. Затоа што првата специјалност ми ортопедија и кога учев за заболување, значи болки во орбитот, значи пишуваше, имаше статија го пишуваше болките во орбитот, ломбалги и шалги најмногу се јавуваат кај луѓе кои се под стрес, изгубат работа. Кога ќе изгубат луѓето работа, се под стрес и тогаш добиваат, да речеме, многу често добиваат болки во грбот. Така. Доктор Албина, гледам на часовникот, немаме многу време, толку многу работи имаме да кажеме. Што се подразбира под дуалистички пристап? Па, нашиот свет е дуалистички. Така. Тоа значи деструкција, регенерација во организмот. Постојано настанува деструкција, регенерација. Ноќ, ден, бело, црно. Добро, лошо. Значи, ние живееме во тој дуалистички принцип и тие две сили треба да се во рамнотежа. Така, ако преовладува. Значи, не е добро ни многу добро, не е добро ни многу лошо. Значи, ако преовладува деструкција, на сметка на регенерацијата, тоа е лошо. Значи, и премногу регенерација е лошо. Значи, тогаш имаме други, значи, и тоа е патологија. Значи, мора тоа да биде во хармонија. Ето, тоа е дуалистички пристап. Значи, треба да се тоа... Кои се оние основни закони на исцелување кога станува збор за ова за кое што го потенцираме денес вибрациите и фреквенциите? Постојат ли тие некои основни закони кои што можеме да ги потенцираме и да ги кажеме на нашите гледачи, кои што помагаат во однос на лекувањето, да се фокусираме на лекувањето? Па, јас нешто испомнав. Так. Значи, основните принципи во излекувањето е да ја вратите хармонијата на организмот, да она што е фреквенциите, односно на резултантната фреквенција на организмот во која тој резонира, да ја вратите на претходно ниво, на хармонија. Значи, тоа се прави со тоа што вие можете да интервенирате со една интелигентен начин. Значи, начин кој е во соодветствува со природните закони, со законите на универзумот, односно да барате каде е проблемот и да делувате преку енергија. Значи, тоа може да биде преку биорезонантна терапија, значи, сега имаме биорезонантна апаратура, порано луѓето немале апаратура, меѓутоа знаеле многу работи. Значи, знаеле како да делуваат на друг начин. И тоа све е научно докажано денеска. Значи, суштината е да одбрбениот систем, неговата резонирање го вратите во нормала. Значи, и на тој начин сите симптоми ќе исчезнат, затоа што тој нема причина повеќе, значи, да реагира на, значи, ги отстраните причините. Значи, причините може да бидат внатрешни, може да бидат надворешни, а многу често е комбинација. Значи, на надворешни и внатрешни причини. Кажавме дека би било добро кога би се применувала квантната медицина во превенцијата. Да. Говорам за превенцијата, говорам за оној дел кога во прилогот беше споменато дека уште пред да се појави заболувањето, со примената на квантната медицина може да се откријат оние нарушувања кои што многу побрзо може да се доведат во ред, за да не се појави некое заболување. Сигурно. Со кое што со оние класични методи воопшто не би ни покажало, како што кажавте вие претходно. Меѓутоа, кога веќе се е диагностицирано некое заболување и претходно прашав, меѓутоа ме интересира кусот да одговорите од што зависи дали ќе се доведе и колку ќе се доведе организмот и оние пореметувања кои што се случуваат, дисхармонијата, како што велите, за да се врати во некое нормално ниво и да се отстрани некој одредено заболување. Значи, зависи од тоа
колку пред се дали пациенти кои имале многу лекови примале долго години. Така. Значи, кај нив е многу тешко да ги вратите во нормала. Значи, треба долг период да ги вратите во нормала. Тоа е една работа. Значи, и треба да работите на сите три нива. Значи, телесно, емоционално и ментално, духовно ниво. Значи, морате да работите на сите три нива, меѓутоа секојаш не е тоа возможно и треба затоа што луѓето нема трпение секогаш и не сака да соработуваат. Да речеме, тоа ментално ниво е многу битно. Секогаш не можете вие да му објасните нешто. Значи, многу има работи кои ги имаме во нашата подсвест и кои во одреден момент се активираат и дават одредени и големи дисхармонии. Некогаш ние се програмираме за одредени работи и несвесно. Значи, подсвеста е она која управува со нас. Значи, и треба некогаш за тешки заболувања, многу често тие тешки заболувања во позадина се некои подсвесни сигнали од разни причини. Тоа е, може многу да се зборува за тоа. Меѓутоа, ако основно е да се осознаеме. Некогаш луѓето се разболуваат затоа што немат решение за одредени проблеми. Многу често. Значи, емоционалниот и менталниот дел стојат можда повеќе од 80% во случаите е причина. И кај деца. Значи, има деца кои се... Полесно ли е, се извинам што ќе ве прекинам, да се работи со децата или со возрастните во однос на лекувањето? Ако ќе се работи со деца, морате да работите и со родителите. Така. Затоа што во добар дел родителите се причина за она што ми се случува на децата. Значи, заради лошите односи во семејството, или заради одредени здравствени проблеми на родителите, заради околината, многу деца се изложени на многу трауми. И не се тие виновни за тоа. Така. И многу често имаме потиснати емоции. Така. И тие потиснати емоции прават проблем. Некај децата може да не прават дури така. Дете, потоа кога прават кај возрастните. Значи, многу е важно во секој случај уште од мали нозе психичката состојба на едно дете како ќе се развива, се со цел во понатамошниот живот да има што помалку проблеми кога станува збор за пореметувањето и детето, ако сакате да се развива добро, треба да го воспитувате во љубов. Так. Значи, не треба родителите да се расправат, да се караат, да викаат и да не кажува многу други работи. Значи, кој го регистрира децата и потоа тие деца се оштетени за секогаш. Так. Доктор Албена, кога доаѓаат кај вас пациентите, колку од нив се информирани воопшто за квантната медицина? Какви се вашите сознанија? Знаат ли што е? Или треба вие на секого да му објаснувате? Има ли некој што, еве, кога ќе дојде кај вас, веќе знае нешто за квантната медицина? Јасно му е нешто, па вие некако само ќе му да објасните? Или тотално сега ништо не знае? Не е точно. Така? Луѓето сега со интернетот значи, имаат доста информации. Имаат луѓе кои знаат и доваѓаат чисто сакаат да се проверат. Така. Или биле, многу често биле, се испитувале, или не се задоволни. Добро, и бараат решение. Така. Ако не го најдат кај мене, ќе одат кај некој друг и така натаму. Меѓутоа, има доста луѓе кои се информирани, а има многу луѓе кои не се на тоа ниво да се информирани. Меѓутоа, веруваат и прифаќаат тоа што ќе им го дадам и во колку се задоволни, потоа воопшто не сакат повеќе да дискутираат, сакат таа терапија си ја бараат. Так. Ајде вака како за крај би сакала од вас да слушнам јас, а и секако нашите гледачи, зошто би било добро еден човек, еве, чисто, иако нема нели некое заболување, чисто да дојде на еден преглед во однос на ова за кое што говориме,
на биофизичката медицина, на вибрациите, фреквенциите, кои што нели секако се и причина за настанување на пореметување на нашите функции во организмот, а и пак се користат во однос на лекувањето. Зошто е добро? Значи, зошто вие би го препорачале ова на нашите гледачи? Зошто еден пациент или еден наш гледач кој што има проблем или нема проблем, или превентивно или во однос на лекувањето, би било добро да направи едно тестирање во однос на Па секако дека е добро, секако дека е добро, затоа што можат многу работи да се видат и да се превенираат. Така, кога станува збор, кога немаме ништо. Моje мислење е дека треба во склоп на, да речеме, на медицински факултет или во склоп на официјалната медицина да има оддел и за квантна медицина. Така да луѓето да можат, значи треба што повеќе да биде распространето. Значи да не биде индивидуално некој се заинтересирал па почнал да работи, иако мислам дека доста веќе мои колеги се занимаваат со тоа и доста се навлезени во тоа и добро работат, меѓутоа мислам дека треба да се направи тоа и во да им се даде можност на луѓето, па тоа да биде и преку фондот. Значи да има можност така, затоа што тоа е научна метода. Така. Не е тоа не е нешто што сега е измислено, него како што говоревме значи, во една емисија подамна, само да потенцираме од кога датира биофизичката медицина, знам дека многу од минатиот век. Така, да не мислат гледачите дека е нешто тоа што е сега нешто воведено ново. Од минатиот век постои што одамна. Да, мислам на ниво на наука уште Никола Тесла го има поставено, а потоа другите си имат на дополнето, па доктор Рајф и други многу, да не кажуваме, има, мислам, историјат голем. Така, да. Ајде, се надам во некоја следна емисија, значи, веќе тука ќе мораме да завршиме, ни бега времето. Многу работи требаше да кажеме, секогаш кога говориме во однос на овие работи, никако време да ни биде, како да кажам, да има повеќе време па да се доискажеме, секогаш остануваме недоискажани, меѓутоа затоа сме тука повторно па во некоја следно издание и ќе се договориме можеби за нешто друго поконкретно кога станува збор за биофизичката медицина, уште повеќе да ми ја приближиме на нашите гледачи. Ти благодарам за денес. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука некаде ќе мора да завршиме. Се надевам дека сето ова што го говоривме, барем разјаснивме нешто повеќе кога станува збор за квантната медицина, за вибрациите, фреквенциите во однос нели и на настанувањето на заболувањата, а и во однос на примената во лекувањето. Секако знаете дека доколку има некој од вас кој што би сакал да се запознае со примената на квантната медицина, секако може да се јави во нашата телевизија, ние ќе може да му дадеме бројот доктор Албена, па може да искомуницираат со неа, да прашаат нешто повеќе што ги интересира или пак да се сретнат со неа. Толку за денес, оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, а повторно се гледаме за 7 дена во исто време, што од сега ви најавувам. Значи ќе говориме на тема глаукоми и катаракта, значи со доктор Каролина Блажевска-Божаровска, која што е очен лекар, и се надевам дека и во понеделник ќе го задржиме вашето внимание и ќе бидеме корисни во однос на информациите за вашето здравје. Ве поздравувам.